Предлогот за замрзнување или намалување на цените доколку е потребно можеби ќе биде по една недела, се додека не се усогласат ставовите на производителите и трговците. Премиерот на државата Христијан Мицкоски стои зад своите предлози, но за да се интервенира офанзивно потребно е малку простор и додава дека онаму каде што има пазарна економија и праксата ги диктира цените, таму не интервенира државата. Изјава, според премиерот, тоа е за да престане богатењето и крадењето врз грбот на граѓаните и целта е да престане ваквата злоупотреба. Јас утрово имав разговор со министерот за економија и труд да ги покани на состанок и производителите и трговците и да разговараме кој е најдобриот начин за да им помогнеме од една страна на граѓаните, а од друга страна и тие да бидат задоволни како производители и како трговци. Не мора да значи дека во текот на утрешниот ден на владина седница ќе биде предлогот, можеби една недела потоа ако е потребно, додека се усогласат ставовите. Не сакаме на сила ништо да правиме. Да, јас тоа што сум го кажал, стојам позади тоа, но имате некогаш моменти кога гледате како поединци реагираат како монополи и како дуопол и вие тогаш ќе морате да интервенирате офанзивно, ова како што ние го правиме. Онаму каде што навистина пазарната економија и пазарните пракси ги диктираат цените, таму ние не интервенираме, но има услови кога ќе ги видите увозните цени, кога ќе видите како хируршки прецизно е поделен пазарот, тогаш вас не ви останува ништо друго освен да им помогнете на граѓаните. Доколку постои можност за замрзнување, според производителите ќе биде подобро, отколку намалувањето на цените. Јас сум за тоа, пазарната економија да ги диктира цените и да, тоа го поддржувам и тука немам никаква дилема, но има за жал поединци кои што ја злоупотребуваат оваа позиција и тука мораме ние како влада да интервенираме. Но во секој случај, утрово разговарав со министерот Дурмиши, министерот за економија и труд и очекувам дека после овој диалог ќе излеземе со некоја позиција поврзана со ова за кое што зборувам. Не, јас сум повеќе за праксата да престане богатењето и крадењето на граѓаните. Додека за граѓаните е потребно намалувањето за истите за да може да се врзи крај со крај и за да се задоволат основните потреби.